Добар ден и среќен ден од Павлови. Ви останавме должни за едно објаснување кое што го имавме со респираторот. Еве на кратко, обеќаното од Весна Павлова и од Владо Павлов ви го спроведуваме денес со оглед на ситуацијата која што се случуваше со респираторите. Добар ден и од мене. На кратко ќе се потрудам да ви објаснам. Ова е едно белодробно крило од зајче. Сите можете да го забележите отворот кој што се поврзува со душникот, односно со устната празнина преку која што респираторите влијаат на белите дробови. Во оваа ситуација кога сме зафатени од вирусот, земи Владо телефонот, само малку поблиску, уште поблиску. Ова е кутлишот со кој што се прави инхалација, колку што можете да видите, ова е под притисок. Сега само ќе пробам на кратко да видите што се случува со белите дробови кога под притисок ќе почне да се пумпаат со вода преку отворот преку кој тоа го прават и респираторите. Не? Тука покажи доле дека што се дува. Те таму стои. Стои, не го мрди само телефон. Така. Значи јас овде го вадам и го ставам малку погоре. Така. За да можете да приметите разликата. Меѓутоа ќе го оставам подолго време да стои. Значи гледате каков притисок му ствара на самиот дроб. Овој дел. Тука, дигни го телефонот понагоре за да се гледа јасно. Така, и не го мрда, јас ќе го дигнувам. Следете го дело, овој дел тука. Колку е таа само тенка ципа. И колку ова е меко. И како може да го издржи тој притисок на напумпување со кислород. Еве, тоа е тоа што го прават респираторите на нашите бели дробови. Мислам дека овде веќе е скроз оштетено, има дупка или може уште има една мала тенка ципа. Да видиме што се случува од другата страна. И замислете неколку дена ова вака функционираат белите дробови кај луѓето. Вбризгување на кислород или О2, а не чист кислород, ионизирачки во белите дробови и тоа под притисок. Сега може нема да се долови тој ефект, а може и ќе се долови. Меѓутоа, ова не е живо, но има веќе промена на бојата.
Еве, ајде уште еднаш, од другата страна каде што поубаво се гледа. Ми горе, телефона.
идентично на оно што се прави со респираторите. Покажи само да видите дека има. Да, под притисок има многу погрешно. Дека не многу не се на чаша вода. Него Сите може да го слушнат. Просто ти е директно на звучник. Така се тоа не се слуша. се гледа, значи, оно што сакаме да го представиме, се гледа каде што целта ни е да покажеме дека во ваква ситуација медицината класична би можела да промене неколку методи, а тоа се методи кои што се во интерес на оно што се случува денес и каде што не прифаќаме третирање на бели дробови со кислород О2 истиот да биде под притисок, затоа што доаѓа до горење на ципата и горење на алвеолите кои што придонесуваат за згручување на крвта и како таква не може добро да се испумпува преку срцето. Ова е за сите што малку покасно се вклучија. Вака работат белите дробови под респираторите. Импровизирано на бело дробче од зајче. Како што може да приметите, веќе имаме една и две рани. Значи, ова рана веќе е изгорена. Епа, тоа е... Ај, држи да земам нож. Тоа е крајот на алвеолите завршување. Значи, овдека се крајот на алвеолите, завршетоците на алвеолите, каде што можете да приметите што се случува кога се третираат со ионизирачки со кислород кој што е под притисок. Значи, го добиваме истото ова. Не покажи раната само. Значи, го добиваме. Еве го добиваме овде, како што гледате дека раната веќе е во завршна фаза. Значи ова рана беше третирана идентично како белите дробови на зајчето првите 2 дена со Држи сега телефона, сакам да го исечам и да видам што со кислород под притисок.
Види само колку ципа има. Значи ова е ципа идентично слично Еве на... го каналот кој што воде до Да. крајот на дупчето дека што веќе е изгорен. Еве го дупчето на крајот кај што треба да излегува, кај што треба да доаѓа вдишувањето и издишањето, веќе е црно. Еве го. А и како што може да забележите, и овој дел е веќе оштетен. Еве го целиот канал. Ова што го гледате црното е од третирањето на кислородот под притисок. На бели дроб. На бели дробови. И она што ние сакаме да го представиме е да се обидиме да придонесеме за одредени доброволни цели, да не го вршиме ова. Теготе каналот, не? Еве го каналот, еве го. Дигни нагоре телефонот, затоа што се замрчкува. Теготе од тука, еве, од тука оди и продолжува. Еве го, тука прво гори и теготе натаму и затоа тоа е последниот дел. Значи Дека како што што може да забележите на почетокот и на крајот веќе имаме изгореници. Еве го канал. Еве. Еве. Е. Не знам сега колку може да се види, но мислам дека се гледа. Добро, теготе каналот. Од тука оде, директно завршува тука и во горе. Еве каде се завршува и каде се врши горењето, тоест на завршетоците од белите дробови каде што се алвеолите. Толку од нас. Ова дело и овој начин на ова докажување е во интерес на сите нас. Не сакаме да биде злонамерно прифатено, иако за вакви работи и вие сте свесни што може да се случат на Павлови. Но мисијата е поголема. Универзумот е на сите нас и тој нека одлучува за сите нас и за нашите постапки. Павлови нема да прекинат, Павлови ќе продолжат со вистината, посебно во полето на змијоносецот, посебно во полето на алтернативната медицина. Тука скрос изгоре. Еве како што може да забележите, Скросец. веќе овде имаме скроз големи изгореници. Ги се осеќа на раците. Доволно. Ви благодариме. Останете ни со здравје. Ние и понатаму продолжуваме со вистината. Универзумот е тој што треба да одлучи кој што и како. И би сакале преку овој пример, преку овој експеримент, да делуваме на класичната медицина, да помагаат на друг начин, не со третирање на O2 штетен кислород под притисок, туку да се помага на начин кој што ќе се донесува кислородот во белите дробови без притисок. Имајте убав ден. Поздрав од Павлови. Поздрав.